Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsm.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Добро утро, почитувани слушатели, јас сум Александар Динев, а вие слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во денешното издание на Здравје, во понеделниците, зборуваме за здравата храна и здравиот начин на живот и овој понеделник заедно со мене во студиото на Радио Слободна Македонија е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравието. Доктор Митов, добро утро и добро дојдовте и во ова издание на Здравје. Добро утро. За денеска ќе зборуваме за високиот крвен притисок. За жал, доста честа диагноза во последно време. Можно ли е да го регулираме крвниот притисок со одреден вид на исхрана или конкретно со одредена храна и да го регулираме крвниот притисок со менување на начинот на живење и дали и понатаму се потврдува онаа теза дека зголемената тежина може да доведе до покачување на крвниот притисок. Колку всушност е алармантна диагноза зголемениот крвен притисок? Денеска зборуваме за многу важна тема, бидејќи алармантна и доста сериозна е самата диагноза на висок крвен притисок. За жал, дури би рекол дека повеќето од населението, од граѓаните кои што имаат проблем со високиот крвен притисок, како можеби и не ја сваќаат докрај сериозноста на таа состојба. Затоа би сакал најнапред тебе во почетокот на емисијата малку да елаборираме околу тоа колку е важна оваа диагноза и колку е опасна. Всушност, една од најсериозните здравствени проблеми во светот се смета, значи од јавно здравствените проблеми. Еден од најголемите, најсериозните проблеми е токму покачениот крвен притисок. Уште го нарекуваат тивок убиец. Значи, и причината е заради тоа што знаеме дека најчесто високиот крвен притисок не дава симптоми. Значи, човек најчесто не може да примети, освен во поретки случаеви, да речеме, кога многу високо ќе отиде, некаде над 180 притисокот. Да речеме, како тогаш реагира човечкиот организам? Што почувствува? Може да има силна главоболка, може да има црвенило по лицето, може да има омалаксалост, значи секој различно реагира, но не дај Боже, не треба до таму да дојде за човек да примети дека има висок крвен притисок. Сега, кога веќе кажуваме дека нема симптоми, најчесто, а е многу опасно, тогаш најсилно им се препорачува на луѓето, на граѓаните, да проверуваат, значи да го мерат крвниот притисок според некои препораки. Вие што советувате, колку често треба да се мери? Според препораки во кои што се, да речеме, актуелни во Соединетите Американски држави, на 5 години еднаш треба да се мери. Значи, тоа е доста долг период. Тоа е доста долг период. Но дури и зависи од луѓето, макар и на тој период да е, важно е да се мери. Има луѓе кои што да ги прашаме никогаш немаат мерено крвен притисок, а можно е да имаат покачен крвен притисок. Значи, тоа е многу важен момент. Но второто нешто кое што треба да го објасниме е кои луѓе се под ризик. Значи, која е најризична категорија? Групи да очекуваат. Во возраст над 65 години. Тоа е првата категорија. Потоа, доколку имате зголемена телесна тежина, исто треба да го мерите почесто притисокот. Доколку имате некој близок роднина кој што има проблеми со покачен крвен притисок, доколку јадете често сол, или не јадете доволно често овошје и зеленчук, или пушите или пиете алкохол, а згора на сето тоа сте малку физички актив. Значи, тоа се тие неколку категории луѓе кои што треба да бидат внимателни и сега да објасниме и кои се тие проблеми здравствени конкретно, нели кажуваме дека е опасна диагнозата, но така често знаеме да слушнеме и да прочитаме дури лекарите да не посоветуваат дека
крвниот притисок и дијабетесот, односно шеќерот во крвта, се главен индикатор за многу тешки заболувања. Така, и треба да се... Кои заболувања се иницирани со директна поврзаност со високиот крвен притисок? За жал, голем дел и најчесто тие кои што предизвикуваат најголема смртност денеска, и сега ќе ги кажам по-конкретно, меѓутоа треба да биде јасно дека тој покачен крвен притисок прави огромни штети низ цел организам, и тоа треба да им биде јасно на граѓаните, да не го сваќаат дека малку ми е покачен притисокот, но тоа е во ред. Не е во ред. Значи мора да се реагира. Мора да се оди на лекар и доколку се препише терапија, истата мора редовно да се зема. Значи многу пати ќе нагласувам... И да се промени начинот на живот до тогаш. Тоа е, нели, нашата тема. Так. Кои се сега тие заболувања? Прво, оштетување на срцето и на крвните садови на срцето. Так. И сето тоа може да води кон срцев удар. Така да тоа е првата болест. Второ, мозочен удар. За жал, има многу дури и млади луѓе и луѓе кои што за жал и лично ги познавам, кои што имаат висок крвен притисок и кои што имаат така наречени хипертензивни кризи, односно кога крвниот притисок знае многу да скокне. На 180. На 180 во тие хипертензивни кризи. Тоа може за жал да заврши со мозочен удар. И тоа е ургентна состојба во медицината, кога мора веднаш да се реагира. Не треба со ова да се игра играчка. Доколку човек некогаш го има пројдено ова, треба да оди на лекар и веднаш да се придржува до терапијата и да се разбира да го смени начинот на живење. Трето, значи покрај срцето, мозокот, оштетување на бубрезите, значи високиот крвен притисок ги оштетува и бубрезите. Четврто, нарушување на очите и видот, де факто и видот страда, бидејќи малите крвни садови кои што се во очите се нарушуваат со високиот крвен притисок, еректилна дисфункција кај мажите, импотенција, губење на меморија, полнење на белите дробови со течност, потоа ангина, периферно нарушување. Со еден збор речиси сите заболувања се директно или индиректно поврзани со високиот крвен притисок. И многу сериозни проблеми. Доста сериозни проблеми. Так, но како да го промениме ова? Еве, пред да преминеме на советите, значи накратко ваше гледиште и ваш совет до слушателите, колку е нормално да изнесува крвниот притисок? Еве, според возраста на околу 30 на работоспособно население. 120 со 80 е тој нормален, да речеме, притисок. Кон 65-та година и погоре веќе се очекува одредено, го нарекуваме ние физиолошко зголемување, и тоа е во ред, меѓутоа јас не би ги залажувал граѓаните со други бројки, освен со 120 со 80. Значи, најголем дел од возрастната популација треба да се држи некаде во близина на овие рамки. Има градации, има степени, но тоа сето веќе навлегува се што е над тоа 120 се смета за висок. И не би ги тешел граѓаните дека 130 е тука некаде или било како, штом не е 120 со 80 во 2 или 3 последователни мерења, советот веќе ќе им го даде лекарот. Значи, за тоа работа веќе се оди на лекар. И соодветна терапија. Така и соодветна терапија. Но ние да превенираме со нашите совети и со темава околу исхраната и крвниот притисок, дали има научни студии дали исхраната е поврзана со високиот крвен притисок и која храна, односно кој начин на исхрана главно допридонесува за покачување на крвниот притисок? Најдено е дека исхраната е, да не речам, централно поставена во однос на тоа дали и кога и како ќе се развие висок крвен притисок. Значи, исхраната е многу важна при превенцијата, но и како прва линија на терапија. Значи, доколку веќе се утврди дека има, и самата промена на исхраната знае да вроди со плод, односно да дојде до намалување на крвниот притисок. Еден продукт, еден дел во исхраната, значи конкретно сега ќе кажеме, е особено виновен за покачениот крвен притисок, а тоа е солта. Директно го покачува. Директно го покачува. Сега, например, ако размислиме, така да речеме, од еволутивен аспект, 90% од нашата еволуција како човечки вид, ние сме ја прошле на
некои минимални дози на сол. Значи врвче од лажица. Так. Гледано 90% од нашата еволуција. Так. Во последните 50-тина, нека се 70-80 години, одеднаш ние го имаме, нели, соларникот на маса. Имаме можност за пристап до сол многу, особено многу, и да го користиме постојано и често. Солта била, нели, порано доста скапа. Так, Сега тоа не е случај. Меѓутоа, што сакав да кажам со тоа? Нашите тела се дизајнирани да функционираат со малку сол. Затоа и ние имаме развиено такви мокни механизми, особено во бубрезите, да ја задржуваме солта. Била ретка. Так. Значи не било нешто што е доста често достапно во исхраната и нашите тела се навикнале да ја чуваме. Самиот организам се прилагодува на таквата состојба. А денес внесуваме многу сол, дури 10 се пресметува дека до 10 пати внесуваме сол дневно повеќе отколку што генетски нашите тела се дизајнирани. До 10 пати повеќе, некои луѓе и над тоа. И што значи тоа? Треба да разбереме дека што прави солта? Солта држи вода. Так. А колку повеќе има вода, толку повеќе, нели, се зголемува притисокот. Наједноставно да го прикажеме. И затоа многу лекови кои што се даваат, всушност предизвикуваат и сврлање на водата, нели? Предизвикуваат силно уринирање. И така паѓа притисокот во крв. Так, значи слушнавме алармантна состојба со солта, односно алармантни тврдења дека солта директно го покачува крвниот притисок. Доктор Митов, тука ќе направиме кратка пауза за реклама и ќе се вратиме повторно со останати совети на тема исхраната и високиот крвен притисок. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мейл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте. Контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија. Почитувани, јас сум Александар Динев, а вие ја слушате емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. И денеска во овој понеделник со мене во студиото е доктор Александар Митов, магистар по здравствена екологија и влијание на животната средина врз здравјето. Во денешното издание на Здравје зборуваме за високиот крвен притисок и исхраната. Доктор Митов, пред рекламите потенциравте дека солта е единствениот продукт кој директно влијае на покачување на на крвниот притисок, односно зголемување на крвниот притисок. Но постои ли одреден вид на храна која делува обратно, односно може да го намали високиот крвен притисок? Се разбира. Еве да речеме, ако кажавме еден продукт кој што силно влијае негативно, можеме да речеме еден кој што силно влијае позитивно. Так. Со цел колку што е можно повеќе да ја симплифицираме пораката од емисијата и да биде најлесно за паметење. Што треба да направи човек ако има висок крвен притисок? Што да јаде? Што да јаде? Так. Број еден продукт кој што е најден дека има и подобар ефект од некои лекови е лененото семе. Ленено семе, кој што и порано сме го збориле во многу емисии, во која форма се консумира, да се подсетиме, мелено. Треба да биде мелено ленено семе, една супена лажица во голема чаша вода наутро, секој ден. Сега, што велат научните студии? Кои ефекти го постигнало ова дозирање на ленено семе ако се зема секој ден? Систолниот крвен притисок, или да речеме горниот крвен притисок, пад за 10 единици. Ако бил 140, да речеме кај некој човек, кога почнал да зема ленено семе, паднал на 130. Навидум може да ви се види тоа како не толку многу, меѓутоа кој е ефектот реален од тоа? Ефектот од тој пад за само 10 единици на горниот крвен притисок е тоа дека се намалува ризикот за мозочен удар за 46%. И за заболување на срцето за 29%. Значи само за 10 единици ако се спушти крвниот притисок, и тоа исклучиво под дејство на ленено семе ако се зема секој ден,
Значи да се За дозира колку како што период треба. рековте дека за 10 единици за недела дена? Тоа е мерењето, испитувањето траело 2 месеци. Така да природните субстанции даваат ефект, но не веднаш. Така, меѓутоа нивниот за разлика од терапијата, нивниот ефект е постепен. Значи не предизвикува нема несакани компликации. ефекти, нема компликации и важно е човек да го свати тоа, еве на пример ако реши да зема ленено семе. Значи кога ви препишуваат терапија, не ви велат пиете кога сакате по едно апче. Односно ви кажуваат наутро едно, попладне друго, 2 пати, 3 пати дневно. Со ист став треба да се пристапи, да речеме, и кон лененото семе. Ако се зема, треба да се зема правилно секој ден. Наутро, како што го кажа, во таа доза. Така, но кај да се обратат нашите слушатели и граѓаните кои се заинтересирани? Сигурно ретко сега секоја чест на исклучоци, меѓутоа лекар, клиничар не би му препорачал ленено семе. Видете, секако дека веќе се повеќе и повеќе кај нас, кај моите колеги, кај лекарите, се повеќе расте свеста за тоа дека прва линија на терапија треба да биде промена на исхраната. Кај покачен крвен притисок. Прва линија на терапија треба да биде промена на животот и начинот на живот и промена на исхраната. Така да и да очекуваат дека се почесто ќе го слушаат тој совет, но важно е и самите граѓани да бидат приемчиви. Оти многу пати кога одиме на лекар, многу луѓе биваат незадоволни ако лекарот само им каже промени исхраната. Нели ние очекуваме да добиеме некоја апче, некоја терапија, има и таков тренд кај граѓаните. Така, има и таков вид на луѓе, меѓутоа потреба од медикализација, нели колку што е можно повеќе, но треба да ги сваќаме сериозно и тие совети кога ни ги даваат матичните лекари конкретно. Ајде да ги слушнеме советиве, значи зошто луѓево треба да го променат начинот на исхрана и кога лекарите ќе ги посоветуваат, но и вака кога ќе слушаат по медиумите и стручни лица како вас, значи што може да се постигне во однос на крвниот притисок ако се промени начинот на исхрана? Јас сум имал конкретно сега кога земеме да збориме, сум имал пациенти со кои што сум работел, кои што дошле кај мене со покачен крвен притисок. Значајно покачен крвен притисок, значи кој што во просек се движел 150, 160 со 110, 120 континуирано и хипертензивни кризи. Значи конкретно. Што сме направиле? Веднаш исфрлување на сол, додавање на извори на калиум, како што е на пример пире од домати секој ден. Сега да не навлегувам во терапијата, бидејќи има многу може еден ден ќе читаме и за вашата научна студија. Јас се водам ова терапија исклучиво од научни студии. Значи сум направил компилација. Пристапот ми е граден исклучиво врз научни студии и врз основа на тоа третман таков. Конкретен еден пациент за кој што и додадено на тоа, ако пуши да намали со цигарите, значи алкохол се разбира исто и да пројави некаква физичка активност. Особено кај тие пациенти треба да се внимава веднаш да не се стават под напор. Бидејќи високиот крвен притисок и онака знае. Во рок од 7 дена кај вакви случаеви на долгорочна хипертензија, кога имало покачен крвен притисок со години наназад и една терапија била менувана, втора, трета и не бива, ако се стави на ваква правилна исхрана, ако ја исфрли солта и се додадат сите тие други елементи, ленено семе, доматно пире и низа други има, значи лук, продукти витамин кои B6, сега да не навлегувам, значи тоа си има цела палета на што треба да се направи кај тие пациенти и минимална физичка секојдневна активност, веднаш уште во една недела почнува да се приметува како почнува да паѓа крвниот притисок. Еве вашата пракса што покажува, значи за недела дена со ваков начин на исхрана, ако вашиот пациент што го споменавте имал притисок 170 или 180, за колку ќе се намали со ваков начин? Варира, зависи од многу работи. При тоа морам да нагласам дека ова е и третман кој што подразбира така наречена вегетаријанска исхрана. Значи нема примена на месо. Значи месото кај тие пациенти се исфрла. Тоа е сериозна ситуација и затоа мора така, нели спектаре. Ако некој дојде со многу сериозна ситуација, тогаш веднаш му препорачувам дека мора да прекине со консумацијата на месо. Меѓутоа дава резултати. Индивидуално, но ви кажувам во рок од една недела се приметува, дури кај тој пациент конкретно моравме со тек на време да почнеме да ја исклучуваме терапијата. И да ја исклучиме за 8 недели, целосно да ја исклучиме терапијата, бидејќи притисокот речиси се нормализираше.
Што Само преку исхрана. Само преку исхрана и физичка активност. Така да капацитетот на исхраната и на физичката активност кај регулацијата на крвниот притисок во најголем број од случаите е огромен и треба да се почитува. Така, доктор Митов, да се надеваме дека нашите слушатели кои не слуша ќе го почитуваат ова доколку имаат проблем со високиот крвен притисок и ви благодарам за драгоцените совети кои ги споделивте со слушателите на Радио Слободна Македонија. Ви благодарам вам. Со вас ќе се видиме и наредниот понеделник со нова тема во емисијата Здравје. Почитувани, тука е крајот на денешното издание на Здравје во продукција на Трговско радиодифузно друштво Радио Слободна Македонија. Уредник и водител на емисијата Александар Динев. Техничка реализација Владимир Дамјановски. Видеореализација Далибор Зафировски. Денеска сме понеделник, 1 февруари 2016 година. Ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ви закажувам повторна средба со Здравје во петок во 9 часот и 5 минути. Од мене до слушање и пријатен работен ден. Здрав начин на живот, лекување од одредени заболувања и превенција во емисијата Здравје на Радио Слободна Македонија. Во понеделник и петок. Вклучете се на 3131 332 или поставете прашање на мејл адресата zdravje@rsma.mk. Не пропуштајте контактна емисија Здравје на Радио Слободна Македонија.